Нашето училиште датира од 1960-61 учебна година. Започнало да работи како земјоделско стручно училиште. 10 години по започнувањето се отворили гимназиските паралелки и долги години функционирало како земјоделско училиште и гимназиски паралелки заедно под името Гоце Делчев. Денеска во нашето училиште функционираат 3 струки и гимназиски паралелки. Струките се од земјоделство, ветеринарство и рибарство со 2 профила: агротехничар и фитомедицина, машинска струка, компјутер за техничко управување и здравствено и социјална заштита, струката, односно профилот дентален асистент. Сите струки се дуални паралелки и имаме добиено верификација од Министерството за образование и наука, верифицирани сме, тоа значи дека имаме услови за да функционираат овие 3 струки. Што значи тоа дека имаме услови? Тоа значи дека имаме добра инфраструктура и добар капацитет на опременост во нашето училиште. Имаме собствени посеви од грозје, собствени посеви од јапонска јаболка, собствени посеви од калинка, имаме пластеник во кој што се одгледуваат раноградинарски култури, пчели и пчелни семејства и се произведува, значи, и мед. За машинската струка опременоста е со неколку училници со компјутери, 3D печатар и CNC машина. Нашето училиште постојано се труди да ги достигне промените кои што ги налага опкружувањето. Знаеме дека денеска живееме во многу турбулентно опкружување кое што бара брзи промени. Ние се трудиме колку што може повеќе да ги достигнеме, а тоа се трудиме да го направиме аплицирајќи на различни проекти и добивајќи различни грантови, кои што грантови ја доопремуваат нашиот капацитет и ја подобруваат нашата инфраструктура. Така преку грантови имаме направено винарија, значи учениците од грозјето што го имаме добиваме од сопствените посеви, прават вино како крајен продукт, флаширано со етикета и може да стигне слободно до пазарот, до слободниот пазар, значи можеме да се мериме со конкуренцијата и на големите винарии. Произведуваме и од грант исто така имаме добиено линија за производство на сок од калинка и сокот од калинка го произведуваме од сопствените калинки кои што ни се од сопствените приноси. И тука исто така можеме да се мериме на пазарот на сокови природно добиени. Исто така со медот настапуваме на пазарот, го продаваме. Од проекти имаме добиено и компостер и произведуваме органско ѓубриво. Тоа значи дека ги употребуваме ресурсите од фолијата, од пластеникот, зелениот отпад, заедно го комбинираме со отпадот од принт хартијата, од тестовите што ги прават во училиштето, и тие 2 ресурса заедно кога ќе се стават во компостерот и при тоа со процес кој што го знаат нашите стручњаци од земјоделската струка, си произведуваме органско ѓубриво. Во моментот сме на почетокот од имплементацијата на најновиот грант што го имаме добиено. Станува збор за фондот РЦФ фондацијата и уште повеќе ќе ја зголемиме нашата опременост и подобриме нашата инфраструктура. Тоа значи дека за машинската струка ќе обезбедиме градба на 2 спрата во која што ќе има училница и работилница. Училницата ќе биде опремена со нови компјутери кои што ќе имаат софтверска поддршка за потребите на оваа струка. Работилницата ќе биде опремена со CNC машини. За земјоделската струка ќе набавиме модерен трактор, модерна сушара, ќе автоматизираме линијата за производство на сок од калинка и автоматски машини за обработка на раноградинарските култури кои што ги одгледуваме во училиштето.
можеме да се пофалиме со голема и добра инфраструктура. Тоа всушност го кажаа и представниците од Министерството кои што беа пред неколку дена на посета и кога ни ја дадоа верификацијата на струките и го потврдија тоа дека сме едно од најдобрите училишта по инфраструктура и со опременост, капацитетна опременост што се однесува за струките. А инаку не заостануваме ниту во вложувањето на дообучување и на учениците и на наставниот кадар. Постојано правиме обуки за учениците и за наставниците по најновите современи програми за работа и им овозможуваме на учениците квалитетна практична обука и во рамките на училиштето, а и во рамките на компаниите. Значи стручните паралелки, дуалните паралелки ни се отворени кон компаниите и постојано во соработка со компаниите се обавува таа учењето преку работа и во просториите на компаниите.